Македонија едноставно нема право и нема да разговара за идентитетот. Се надевам дека и Грција е свесна дека за вакво прашање не би разговарала ниту една земја во светот. Председателот Иванов за македонската црвена линија, Лидија Чакар. Македонија и годинава ќе продолжи по започнатиот пат, знае каде оди и каде припаѓа и нема да се откаже од својата цел членството во НАТО и ЕУ. Остануваме посветени на разговорите со јужниот сосед за изнаоѓање компромисно решение, но на сите треба да им биде јасно дека нема да дозволиме да ни биде погазено достоинството, се обрати председателот Ѓорги Иванов пред дипломатскиот кор во земјава. Идентитетските одредници се прашања за кои едноставно не сакаме или уште попрецизно немаме право да разговараме. Се надевам дека и нашиот сосед е свесен дека за идентитетските прашања никој на овој свет не разговара. Идентитетот е чувство со кое се раѓа човекот. И таквото индивидуално чувство на граѓаните едноставно е невозможно да се одземе на маса со акт, со парче хартија. 2009 ќе остане запаметена по повеќе успеси. Тоа е година кога падна Шенгенскиот зид, кој предолго кај нашите граѓани го невозможуваше реалното чувство на припадност кон големото европско семејство. Сепак главната цел, датумот за почеток на преговори, не беше добиен, рече шефот на државата. Жално е што поради ирационална причина, поради наметнат спор на генерации и генерации македонски граѓани им е отежнат патот до прогресот и благосостојбата. Но наша обврска е таквата реалност да ја промениме. Во име на дипломатскиот кор се обрати до Ајенот, амбасадорот на Хрватска Иво Кујунџич. Изминатата година ја оцени како значајна за Македонија. Годинава ја одбележале успешно спроведените избори, а за меѓуетничките односи и меѓусебната доверба се забележува јакнење на чувството на еднаквост и рамноправност. Се надеваме дека вашата земја ќе продолжи решително со своите реформски напори и дека успешно ќе ги реши сите отворени прашања кои создават потешкочи на тај пат. Вашето општество треба и понатаму да ga поддржува европски пат со широк консензус и со поддршка на сите политички сили. Председателот и дипломатите најавија дека ќе соработуваат и годинава. Се согласија, со наша посветеност и дипломатска поддршка резултатите ќе дојдат.